300% повеќе од лани полицијата запленила пиротехника досега, изјави министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Во текот на 2025 година запленети се над 252.000 парчиња пиротехника, а лишени се од слобода 37 лица, за кои се поднесени 37 кривични пријави за 37 сторени кривични дела, недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрснувачки материјали, што, доколку се спореди со 2024 година, е значително зголемување, каде сме имале заплена на 84.680 парчиња пиротехника и поднесени кривични пријави против 32 сторители. Огромниот арсенал и нелегалната употреба годинава во големи проблеми однесоа 2 деца и 5 возрастни лица, потенцираше министерот за здравство Азир Алиу. Лекарите посочуваат дека за време на новогодишната ноќ кај нас 7 лица, 2 возрастни и 5 деца било интервенирано заради посериозни повреди и на прстите, извршена била ампутација на дел од прстите кај дел од граѓаните со рани и изгореници, исто така биле присутни граѓани во нашите клиники. Од нив 3 деца биле примени во ургентниот центар, 2 возрастни на клиниката за пластична хирургија и 2 деца на клиниката за детска хирургија. Во однос на починатото 2-годишно дете од Скопје, кое на Нова година беше погодено во глава, од што подоцна и почина, Тошковски дефинитивно потврдува дека станува збор за залутен куршум. Она кое што до сега е официализирано дека станува збор за куршум, кој што е потврден од страна на надлежните органи. Не станува збор за куршум кој што е директно насочен за да се застрела детенцето, туку станува збор за залутен куршум. Согласно оно кое што досега е споделено како информација до мене, истрагата е во тек, ќе продолжиме да ги превземеме сите оние надлежни чекори, се со цел да утврдиме на крајот конкретен сторител. Овие поразителни факти од пиротехниката и употребата на огнено оружје доаѓаат по спроведената кампања "Не за употреба на пиротехника", која организира Универзитетската клиника за пластика и реконструкција, Министерството за здравство и Министерството за внатрешни работи.